Македонија полека, но сигурно го трасира патот кон модерна, стабилна и европска држава, почитувајќи ги и имплементирајќи ги целите на Националната развојна стратегија 2024-2044. За неполни 2 години од седнувањето на Илинденска, владата предводена од премиерот Христијан Мицкоски влезе во цврста и одлучна битка против криминалот и корупцијата, при што постепено се враќа до вербата на граѓаните во институциите. За Мицкоски вложувањето и во човечкиот капитал и обезбедувањето енергетска независност се меѓу клучните приоритети содржани во овој национален документ. Почитувајќи ги принципите на транспарентност, отчетност и партнерство, ја донесовме Националната развојна стратегија за периодот 2024-2044 година. Со тоа, практично ги поставивме темелите на долгорочниот развоен правец, документ кој првпат на еден системски сеопфатен начин ја дефинира визијата каде сакаме да бидеме како држава во следните 2 децении. Во изминатиот период, по донесувањето на овој стратешки документ, како и во времето на одржување на 3-та седница на Националниот совет за развој, беа реализирани повеќе значајни активности поврзани со нејзината имплементација. Во својство на председател на Националниот совет за развој, Мицкоски денеска ја отвори 4-та седница на Советот и потенцираше дека стратегијата ќе остане и во иднина највисок обединувачки документ, што ќе го трасира патот на Македонија кон сериозни промени и суштински реформи, кои треба да резултираат со подобар квалитет на живот и повисок животен стандард. За него донесувањето на документот е резултат на широк општествен консензус и представува силна порака во јавноста за подигање на политичката зрелост и координација меѓу извршната и законодавната власт. Ова представува силна порака за политичка зрелост и одговорност, но и дополнителен механизам за обезбедување координација меѓу законодавната и извршната власт, како и другите релевантни чинители. Визија што подразбира конкурентна и стабилна економија, одржлив раст, општествена кохезија и сигурност, демографска ревитализација, успешна зелена транзиција, како и системско зајакнување на човечкиот капитал и иновативните капацитети, со посебен акцент на дигиталната трансформација. Во изработката на Националната стратегија учествуваа голем број пратеници, представници од министерствата, граѓанските организации и бизнис секторот.